Здраво да родевте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за хромозомска менливост, односно еден вид хромозомски мутации. Сега, значи повторно се враќање кај хромозомите, знаеме дека во една клетка, во една еукариотска клетка, кога се спрема да се дели клетката, ДНА се организира во хромозомски единици. Нели таа се пакува на одредени начини со одредени протеини и гради хромозоми. И вакви имаме различен број на хромозоми, различен број организми. Кај човекот имаме 46 хромозоми, кои се организирани всушност во 23 пара, каде што добиваш еден хромозом од мајката, еден хромозом од таткото, и вака продолжуваме, хромозом мајка, хромозом татко, и тоа се 23 пара, значи 1 пар, 2 пара, 3 пара, 4 пара, до 23 пара, односно 23, бидејќи има по 2 хромозома, по 2, тоа е еднакво на 46 хромозома. Сега, 46 всушност е еднакво на 2n, каде што n кај нас е хаплоидниот број на хромозоми, што е 23. И хаплоидниот често и се нарекува основен број на хромозоми, односно 1n. Така, 1n е еднакво на основен број на хромозоми. И добро. Сега, да видиме какви промени всушност може да настанат на ниво на хромозомите. Значи може да настанат главно два вида промени, кои ги разгледуваме. Може да настанат нумерички промени. Значи, ајде да ги запишеме. Значи, може да настанат нумерички промени и структурни промени. Што се случува при нумерички промени? Значи, ќе разгледаме сега во овие ќе разгледуваме нумеричките, но има повеќе случаи, кои сега општо само ќе ги опфатам. Значи, кога што си ги имаме бројот на хромозоми, така, може да имаме плюс цел хромозом на сите хромозомски парови, може да фали еден хромозом во смисол, например, овдека имаш еден плюс, овдека имаш само еден. Или пак може да е еден од таткото. Значи, различни промени на бројот на хромозоми, дали имаш вишок, дали имаш помалце, дали имаш цели сетови повеќе или помалце. Значи некои такви работи, додека кај структурни ќе разгледуваме всушност како што ги имаш двата хромозома и тука вака. И сега да речеме дека делот овој хромозом се пренел на овој овдека хромозом. Така. Или пак дека делот овој хромозом се извршил делеција, го нема. Или пак дека делот хромозом се инвертирал, например, ако имаш еден хромозом кој е сега вака, ќе го направам како во сегменти ќе го направам на овој еден хромозом. И да речем дека ова е крај, едниот ќе го направам со сина боја, другиот со виолетова боја, и може да се инвертира сегмент, така што ќе се добие следното. Така едноставно тој сегмент ќе се сврти. И така натаму и така. Значи тие се структурни промени. Значи структурни промени се во структурата на самите хромозоми, нумерички се само со различни промени кои опфаќаат бројноста на хромозомите. Значи така се делат на структурни и нумерички. И сега ние ќе започнеме пред со нумеричките промени. И пред тоа да започнеме во едно видео, исто спомнеме дека најголем дел од овие нумерички промени или структурни даваат различна компатибилност со живот. Значи дали може да преживее некој организам. Најчесто растенијата, ќе видиме тоа, растенијата се многу компатибилни, може да преживеат при различни структурни и нумерички промени на хромозомите, додека повисоките, односно животните не може да преживеат. Освен во некои клетки, некои ретки случаи, придадени заболувања и така натаму. Но за најголем дел од нумеричките и структурните промени, тие се летални, значи завршуваат со смрт. Добро, тоа беше се за ова видео, ова беше еден вид као вовед во хромозомската менливост. И за во наредното видео ќе разгледаме нумеричките промени на хромозомите. И така. Добро, тоа беше се ќе се видиме во наредното видео.